Физичката неактивност и лошата исхрана се причина за појава на дијабет од најмала возраст. Во Струмица има регистрирано шеќерна болест и кај деца од градинка. Ова е поразителен факт кој треба да ги насочи активностите кон превенирање на болеста, велат од Сдруженијето на дијабетичари Гликоза од Струмица, кои спроведуваат повеќе едукативни работилници во школите, тука, но и во Василево, Босилово и во Ново село. Главна цел на проектот е да се запознае наставниот кадар за шеќерната болест, доколку се открие некој ученик кој има шеќерна болест, да може одмah да интервенира во моментот, бидејќи тоа е најважна работа ако падне у одредена хипергликемија или да му падне шеќер или да му се зголеми шеќер. Така спомнавте дека понатамошен план е да ги окрените школите со апаратчиња за мерење шеќер, дали за тоа веќе имате аплицирано или? Спроведувајќи ги работилниците, гледам дека основните училишта немат апаратчиња за мерење на шеќер и во план ние во најкраток рок да направиме програма и да видиме колку апаратчиња требат и мислам дека ќе го реализираме тој проект да ги обезбедиме сите основни училишта со апаратчиња и со лентички за мерење на шеќер. Според Здравковски, во Струмица, освен во градинките каде што има регистрирано дијабет тип 1 со кој се вбризгува инсулин, има и во основните училишта. Па од најновите светски истражувања и мерење на шеќерот поради намалена физичка активност на учениците и неквалитетна исхрана се јавува шеќерната болест во помалите генерации кои делуваат негативно на целиот организам. Шеќерната болест е таква болест која ги напаја сите други органи, значи она не стартира како болест, него е како ризик фактор кој ги напаја другите органи за да се појават некои други болести. Во Струмица евидентирани се над 1500 дијабетичари. Проектот на Сдруженијето Глокоза е финансиран од локалниот буџет на општина Струмица.